Поздравени! Јас сум Емилија Софеска, вашиот предавач за модулот Енергетски ефикасни згради, како дел од обуката ЕОРЕ. Инаку сум дипломиран инженер-архитект и магистар по науки од областа на одржливиот развој и урбанизмот. Овие вежби се однесуваат на енергетските потреби на градежните објекти. Ние ќе ги разгледуваме енергетските потреби кои се пропишани со македонските стандарди, согласно со директивите за енергетска ефикасност пропишани за Европската Унија. Општо земено, енергетските потреби на градежните објекти се за грејење, за ладење, за вентилација, за осветлување, за работа на куќните апарати и за работа на машинските системи. Согласно стандардите, обвивката е составена од вертикална обвивка и хоризонтална обвивка. Обвивката на објектот е вкупната надворешна површина на зградата преку која топлината се пренесува кон надворешноста или кон внатрешноста. Според стандардите, најпрво се пресметуваат следните геометриски карактеристики на градежниот објект: вкупната површина на обвивката на објектот, внатрешната нето загреана површина, бруто загреан волумен, нето загреан волумен, фактор на формата на објектот, изложена обвивка на подни плочи. На оваа слика се прикажани пресметките за површината на обвивката на зградата АЕ, и тоа се надворешните димензии, внатрешните димензии и бруто внатрешните димензии, вклучувајќи ги меѓукатните конструкции. Според македонскиот стандард МКС ЕN ISO 13789, најчесто се користат три системи на димензии. Внатрешни димензии, димензиите се мерат од зид до зид и од под до таван во просторијата на една зграда. Вкупните внатрешни димензии, димензиите се мерат во внатрешноста на зградата, игнорирајќи ги внатрешните партиции. И надворешните димензии, димензиите мерени на надворешноста на зградата. На оваа слика пак е прикажано кои димензии се земаат во предвид за пресметка на загреаниот волумен на зградата ВЕ. Проектните вредности на градежните материјали. За инсталираните градежни материјали, особено за во старите објекти, топлинската спроводливост обично не е позната. Таа може да се најде во релевантните стандарди или градежни табели, што исто така информира за други карактеристики на топлинска дифузија и својства на техничкиот материјал, како што се густина, топлинска спроводливост, специфичен топлински капацитет, коефициент на отпорност на дифузијата на водена пареа и така натаму. Проектните вредности на новите компоненти обично се наведени од страна на производителите и може да се користат безбедно ако производите се со У ознака или поединечна авторизација. Кога се двумите, треба да побарате од производителот пишан документ, атест, сертификат. Специфични загуби при пренос на топлина ХТ и зошто У вредноста е толку важна. Специфичната површина поврзана со загубата на топлина при пренос ХТ во поедноставна форма е всушност коефициентот на пренос на топлина У на целата обвивна површина А како пренос на топлина на еден објект, при што со корекционите фактори за околните медиуми или простори и корекционите фактори за топлински мостови. Оваа сложена формула е прикажана на слайдот и е добиена според пресметки кои што се дадени во стандарди. Топлинските загуби во еден објект, рековме, можат да бидат преку трансмисија, односно спроведување низ конструктивните елементи, и преку вентилација, односно со отворање и затворање на отворите во објектот, прозорците и вратите. Топлинските пак добивки во објектот се соларни добивки кои што се добиени од соларното зрачење кое навлегува низ прозорците и внатрешните добивки кои што се генерираат од самото присуство на луѓето во објектот и од електричните апарати кои што работат во објектот.
На овој слајд се прикажани компонентите на термичката рамнотежа, односно пресметките за загуби со трансмисија, вентилација и пресметките за термички добивки со соларни добивки и генерирани добивки во самиот објект, при што N е стапката на вентилацијата, V нето волумен, G вредноста на застаклувањето, R фактор на намалување на засенчувањето и S е вкупното сончево зрачење. На оваа слика се прикажани и потребите од енергијата и енергетскиот биланс на објектот, при што топлинскиот пренос е нормален на градежната компонента. При тоа, нема краткотрајни услови, не се земаат во предвид топлинските мостови, тие ќе бидат понатаму вклучени со стандардот EN 1283 и капацитетот за складирање не е земен во предвид. При што QH е количеството на енергија потребна на објектот, QT е количеството на енергија која што е изгубена со спроведување низ градежните елементи на објектот, QL е количеството на енергија која е изгубена при вентилација низ отворите на објектот, QS е количеството на енергија која е доведена во објектот, како топлинска енергија, електрична енергија и така натаму, QI е количеството на енергија која се генерира од доведената енергија во објектот, како топлинска енергија од работата на електричните апарати, метаболизмот на луѓето и така натаму. Потребната енергија за грејење на зградата, QHND, зависи од доведената енергија за покривање на вкупните топлински загуби од трансмисија и инфилтрација, топлинските добивки од сончевото зрачење низ прозорците и внатрешните топлински добивки од осветлувањето, електричните уреди, апаратите и метаболизмот на луѓето и факторот на искористеност на топлинските добивки. Вкупните топлински загуби, QNT, зависат од коефициентот на топлинска загуба, внатрешната проектна температура, средната надворешна температура за пресметковниот период и време траењето на пресметковниот период. Во случај кога температурниот режим е со намален интензитет или така наречена сетбек состојба, заради прекини во грејењето ноќе, во текот на викенди или, например, за годишните одмори, потребната енергија за покривање на вкупните топлински загуби се пресметува согласно со дадената формула, при што QHT се вкупните топлински загуби и зависат од коефициентот на пренесување на топлината, за дадената сетбек внатрешна температура, сетбек внатрешна проектна температура, средна надворешна температура за пресметковниот период, време траење на пресметковниот период со зададена сетбек внатрешна температура, време траење на пресметковниот период со сетбек внатрешна проектна температура. Коефициентот на топлински загуби пак е збир од коефициентот на пренесување на топлина со трансмисија, HTR, и коефициентот на пренесување на топлина со инфилтрација на воздух и природна вентилација, HIVE. Сега да ги разгледаме формулите со кои што се пресметува енергијата потребна за покривање на различните видови на топлински загуби. Најпрво, енергијата потребна за покривање на топлинските загуби со трансмисија QTR. Тоа се вкупни топлински загуби при трансмисија и зависат од коефициентот на пренесување на топлината со трансмисија, температурната разлика помеѓу средната внатрешна и надворешна температура за време на пресметковниот период и време на траењето на пресметковниот период. Вкупниот коефициент на пренесување на топлината со трансмисија HTR е збир од коефициентот на пренесување на топлината со трансмисија кон надворешната страна, стационарен коефициент на пренесување на топлината со трансмисија кон телото, стационарен коефициент на пренесување на топлината со трансмисија кон негреаните простори и стационарен коефициент на пренесување на топлината со трансмисија кон соседната зграда. Директниот коефициент на пренесување на топлината со трансмисија помеѓу внатрешната и надворешната страна HD пак представува збир од
површината на елементот од обвивката на зградата, коефициентот на пренесување на топлината на елементот, должина на линеарниот топлински мост, коефициентот на линеарно пренесување на топлината, бројот на точкасти топлински мостови и коефициентот на точкасто пренесување на топлината. Коефициентот на пренесување на топлината со трансмисија кон телото Hg зависи од коефициентот на пренесување на топлината низ под на земја, коефициентот на пренесување на топлината низ зид вкопан во земја, периметар на подот, карактеристична димензија на подот, дебелина на надворешниот зид, топлински отпор на подна конструкција на земја, топлински отпор на зид вкопан во земја, вкупна еквивалентна дебелина на под на земја и вкупна еквивалентна дебелина на зид вкопан во земја, како и длабочината на под на земја под нивото на терен. Коефициентот на пренесување на топлината со трансмисија кон негреани простори Hu се добива со формулите кои што се прикажани и зависи од директниот коефициент на пренесување на топлината помеѓу кондициониран и некондициониран простор, пресметан во согласно со македонскиот стандард, коефициентот на пренесување на топлината помеѓу некондиционираниот простор и надворешната средина. И во двата коефициенти се вклучени трансмисиските и вентилацијските загуби на топлината. Во случај на пренесување на топлината кон соседна зграда, при температурна разлика помеѓу двете згради, коефициентот на пренос на топлината со трансмисија кон соседна зграда, Ha, се добива со следните формули и зависи од директниот коефициент на пренесување на топлината помеѓу кондиционираниот простор и соседната зграда, внатрешната температура на третираната зграда, температурата на соседната зграда и надворешната температура. Средниот коефициент на топлински загуби со трансмисија, Ht' е однос помеѓу вкупниот коефициент на топлински загуби со трансмисија, Htr, и вкупната површина на надворешната конструкција, односно обвивката на објектот, АЕ. На табелата се дадени максималните дозволени коефициенти на специфични трансмисиски топлински загуби на новоизградените згради со внатрешна температура поголема или еднаква на 18 целзиусови степени во зависност од факторот на формата на зградата. Коефициентот на пренесување на топлината и со инфилтрација на воздухот и природна вентилација, HIVE, зависи од топлинските загуби од инфилтрација и природна вентилација, коефициентот на пренесување на топлината заради инфилтрација и природна вентилација, топлинскиот капацитет на воздухот, количеството на воздушен проток од инфилтрација и природна вентилација низ греаниот простор, разликата помеѓу внатрешната и надворешната температура за време на пресметковниот период за зададена внатрешна температура, време траење на пресметковниот период, бројот на измени на воздух и волуменот на воздух во греаниот простор. Топлинските загуби со инфилтрација на воздух и природна вентилација QIVE се пресметуваат со дадената формула, при што
Т представува производ од бројот на денови во грејна сезона и бројот на часови со грејење во едно деноноќие. Заклучно од се досега, пресметка на вкупни специфични годишни загуби на топлинска енергија за грејење Х представува збир од загубите за трансмисија и загубите за инфилтрација и природна вентилација. И на крај, пресметката на годишните енергетски потреби за грејење QAN зависи од средниот коефициент на топлински загуби со трансмисија, од вкупната површина на надворешните конструкции, односно обвивката на објектот, од степенот денови, од коефициентите на конвекција и од вкупната подна површина на греани простории во објектот А. На табелата ви се дадени видови на згради со соодветни параметри за пресметка на енергетската ефикасност согласно со македонските стандарди. А тука е прикажан еден пример за вкупна топлинска рамнотежа на објект од германските материјали. Вака изгледа пример за класифицирање на зграда според класите во правилникот во прилог на изготвен сертификат за стамбена зграда според македонските стандарди. Денешната вежба се однесува за пресметување на U вредноста под претпоставка дека еден објект треба да се реновира. Вежбата ќе ја пронајдете како Excel формат и тоа се однесува на онаа картица која што е означена со U вредност или U value. Од вежбата се бара пресметување на коефициент на пренос на топлина за рамен повеќе слоен зид, направен од различни материјали, односно различни слоеви, кои имаат различен коефициент на топлинска спроводливост ламда и различна дебелина D, и различна отпорност на термички пренос кон надвор и кон внатре. Потребно е пресметување на спроведување на топлина низ рамен повеќе слоен зид и пресметките се вршат на постоечка состојба и на предвидена новопроектирана реновирана состојба. Во Excel табелата, во деловите кои што се означени со зелена боја се внесува текст, а во деловите кои што се означени со жолта боја се внесуваат податоци. Во вашата вежба, како постоечка состојба, земете ги слоевите од сегашната состојба на зидот кои што се дадени на слайдот, а како нова реконструирана состојба земете ги слоевите кои што се дадени како нови слоеви од градежната конструкција дадени на слайдот.